Благослов и се разбира добро вечер, почитувани слушатели. Оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, сакам да ве поздравам во името на Господа и сакам оваа вечер да ви посакам една убава и благословена вечер. Се разбира, секоја вечер би била убава кога на вистина ќе се помолиме и ќе побараме благослов. Кога ќе побараме да Господ и ова вечер биде со нас. Библијата вели дека Бог може да биде на секое место со нас. Бог не е ограничен, поточно тој е надвор од времето и просторот. Зборуваме за Бог кој е поголем дури од бесконечноста, од Вселената, затоа што всушност тој Бог, Библијата зборува дека ги создал бесконечноста, ја создал Вселената и се што ние можеме да видиме и да не видиме. Затоа и овие емисии, емисијата Гласот на вистината, е емисија во која што пред се сака да му оддаде чест и слава, се разбира на Господа, а потоа да можеме заедно да се подучуваме од неговиот збор Божи. Почитувани слушатели, навистина е убаво и благословено е кога можеме заедно, се разбира, да го разгледуваме темелно Божјото Слово. И тоа е волјата Божја. Дури кога зборуваме за волјата Божја, нам ни е откриена преку зборот Божи. Бог преку своите подоцнежни, се разбира пророци, па дури и преку апостолите, особено преку неговиот Син Исус Христос, ни ја открива таа волја Божја која е дадена за сите нас и е запишана во Словото Божјо. Кога зборуваме за Словото Божјо, кога зборуваме за Библијата, е единствена книга каде ние можеме да ја видиме волјата Божја за секој еден од нас. Таму постојат инструкции, таму постојат заповеди. Таму можеме да видиме се што Господ сака од сите нас, за да можеме да бидеме, се разбира, благословени. Таму можеме да го видиме и законот Божи. Како моралниот, така и обредниот закон се разбира. Читајќи го Стариот Завет, можеме овие две нешта да ги видиме. Па дури и во Новиот Завет, Господ Исус Христос зборувал, се разбира, за законот. Почитувани слушатели, но ова вечер нема да зборуваме за законот. Ова вечер зборуваме, се разбира, за Библијата. Зборуваме за Светото Писмо. Зборуваме за незината, се разбира, за незиниот поточно авторитет, за незината инспирација, за незината сила и моќ, која што е запишена, и видовме дека таа има моќ, има сила да го трансформира нашиот живот. Само ќе насочам еден пример кој ни е запишан во Светото Писмо, поточно во Евангелието на Јован во 3 глава. Библијата, Словото Господово нам ни открива како еден верски учител по име Никодим во ноќно време оди при Исуса Христа и разговара со Исус. Но меѓутоа, овој човек бил фарисеј, бил дел од Синдрионот, бил дел од тоа верско движење во време на Римската империја. Но меѓутоа, исто така, тој човек го познавал Петтокнижието, ја познавал Тората, го познавал законот, без разлика за обредниот или моралниот закон. И се оно што тој познавал, се оно што неговата глава била преполна, на крајот Исус му вели дека ти треба да се наново родиш. Се разбира преку Словото Господово кое е инспирирано од Духот Свети. Овој човек бил фарисеј, бил водач, верски водач, меѓутоа бил и доста образован човек, познавајќи, како што кажав, Тората, познавајќи го и обредниот и моралниот закон. Но сето ова Исус го остава на страна и му вели, ако сакаш да го видиш Царството Божјо, ако сакаш да бидеш дел од Царството Божјо, ти треба наново да се родиш. Се разбира, кога зборуваме за тоа наново раѓање, зборуваме за еден нов живот. Дали некој сака оваа вечер
да има, се разбира, нов живот, да живее еден нов живот, да биде една нова личност. Тоа може да го направи, се разбира, преку зборот Божи. Библијата ни зборува, ни дава инструкции како можеме преку верата во живиот Бог да станеме нови личности. Всушност, верата е таа која прави таа целокупна и промена. Почитувани слушатели, потребно е да се верува во живиот Бог и во сите инструкции кои ни се дадени во Светото Писмо, за да може да се доживее таа промена, за да може да се заврти една нова страница во нашиот живот. Оваа вечер сакам да зборуваме за инспирацијата или за вдахновеноста, се разбира, на Светото Писмо. Иако многу луѓе ја обезвреденуваат Библијата, таа сепак е инспирирана од Духот Свети. Писателите на Библијата биле водени од Бога, кој ги употребувал нивните таленти при пишувањето. Например, мудриот Соломон ги напишал книгите на мудростта. Еве, додека зборуваме за мудриот Соломон, само сакам да дадам еден пример. Например, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе забележиме дека многу поговорки, многу мудри поговорки напишал мудриот Соломон. Почитувани слушатели, не дека Соломон се родил како мудар. Словото Господово ни открива дека Соломон, тој е всушност синот на царот Давид, кој требало да биде наследник и да седне на неговиот престол, од Бога побарал мудрост, затоа што Бог го прашал што е тоа што него му е потребно, што тој сака да добие. Тоа е многу интересно прашање. Замислете си ако денеска нас Бог не праша што ние сакаме, што нас ни е потребно. Библијата открива дека Соломон не побарал богатство, не побарал ни коли, ни ништо, туку побарал да има разумно срце, за да може да управува со Божиот народ. И потоа Библијата ни открива дека тоа било угодно, се разбира, пред очите на Господа. Соломон ги напишал, како што реков, или напишал неколку книги кои ни се ставени, се разбира, во Стариот Завет. Библиски мудрости или поговорки и книгата на проповедникот. Во овие две книги вообичајно се бројуваат меѓу книгите на мудростта. Во нив превладуваат поуките и советите. Но не толку за религиозниот поглед, колку за нашиот секојдневен или практичен, се разбира, живот. Значи, најмногу Соломон зборувал за тие, се разбира, за тие нешта. Потоа, Давид пел за добриот пастир, затоа што и тој самиот бил пастир. Сите писатели биле раководени од Духот Свети, но тоа не значи дека тие биле како робови без чувства, туку напротив, тие биле сраснати за она што го, се разбира, за она што го пишувале. Кога зборуваме за Давид, зборуваме за Соломон. Кои се книгите кои ги напишал Соломон и во книгите негови превладува едноставно мудроста, која зборува за секојдневието. И најчесто пати ќе го забележите изразот или под небото или под сонцето. Како може да се живее еден добар и сталожен, се разбира, живот. Но исто така мораме да знаеме и за Давид. Давид бил цар над Израел и поред бил втор цар над Израел. Бог го повикал, се разбира, после Саул, затоа што прв цар во Израел бил Саул, кој владел 40 години, но сепак бил непослушен кон зборот Божи. И Библијата навери дека заради неговата непослушност Бог го отфрла Саул, а го повикува Давид, кој бил избран по Божиото срце. Во 1 Самуилова 16 глава 11 стих вика: Самуил го праша Есеј: сите деца твои ли се овие? Есеј одговори: остана уште најмалиот, тој ги пасе овците.
Значи, Давид бил овчарче и ги пасел овците на својот татко Есеј. Исто така во 17 глава, 15 стих од таа прва Самуилова е запишано: а Давид се беше вратил од Саул за да ги паси овците на својот татко во Витлеем. Псалмите се дел од библиската поезија во која доминираат две теми – молитвата и песмата. Двете најубави форми за искажување се разбира на човековата најдлабока чувство или најдлабокото се разбира чувство. И можеме ние да наведеме многу примери кои ни се запишани како во Стариот Завет се разбира така и во Новиот Завет. Кога зборуваме за најдлабоките чувства, само сакам да насочам еден пример, дека Ана исто така, жена која беше длабоко ранета во незината душа и во незиното срце, таа пред Господа одлучи да застани и да ја изрази својата душа, поточно најдлабоката рана од својата, се разбира, душа. А тоа го направи, се разбира, преку молитвата. Потоа, псалмите се збирка на песми, кои најчесто се пееле во придружба на жичени инструменти, како што е харфата и литрата. Псалмите се комплетно веројатно завршени во 3 век пред Христос. Служеле како молитвеник и како песмарка и како материјал за духовни поуки по еврејските, се разбира, синагоги. Ние имаме во еден ваков формат кога ќе видите 150 псалми. Но во оригиналните текстови можеме да видиме дека псалмите се делеле на 5 книги. Како што, например, ние читаме во Библијата за 5 книги на Мојсе, така и псалмите се делеле на 5 книги. Иако во овој формат ние ги имаме како 150, се разбира, псалми. Не заборавајте, псалам значи песна или молитва. Значи песна или молитва. Тоа се двете најубави форми за искажување, се разбира, на нашите чувства. Но сепак не заборавајте дека таму најмногу превладувала, се разбира, поезијата. Исто така треба да знаеме дека најстариот псалом се смета или се верува дека е Мојсевиот псалом. Што тоа значи? Дека кога ќе ја читаме Библијата ќе откриеме дека Давид е писател на псалмите. Но подлабоко според историјата, според истражувањата, ќе можеме да откриеме дека постоеле повеќе писатели. И затоа се смета дека псалмот кој го напишал Мојсе бил најстар псалм. Постоеле повеќе писатели, но зошто интересната работа е тоа му биле препишани на Давид? Затоа што Давид напишал најмногу псалми, се разбира дека најмногу ги отпел тие псалми. Потоа, она што треба друго да знаеме дека сите писатели биле раководени од Духот Свети, но тоа не значи дека биле како роботи, без чувства. Туку, напротив, тие биле страстни со она што го пишувале. Понекогаш пишувале и за нешто што не го разбирале. Но Бог е тој кој барал од нив да го напишат. Многу пати луѓето се со помош на различни теории се обидуваат да ја уништаат Библијата. Биле напишани безброј критики, но таа е непрекосновена. Без разлика на сите бури и бранови, како куќа изградена на висока карпа. Секој искрен читател би морал да признае дека таа не е обична книга, таа е Божјо дело. Задачата на Светиот Дух при препишувањето на Библијата се состои, се разбира, од 5 дела. Еве ќе ги напоменам тие 5 дела. Прво, подготовка на писателот и на околностите. Потоа, Божјото откровение, говор во сон или визија. Трето, инспирација или вдахновеност.
Четврто, запазување на писмото и толкување се разбира на писмото. За да биде Библијата инспирирана, не било доволно само откровение, бидејќи тогаш писателот со своји зборови би го опишал она што го видел или она што го слушнал. Инспирацијата е всушност контрола на она што се пишува и водство при самото пишување. Понатаму сам Бог се грижал за запазнување и за толкување се разбира на писмото. Модерните теолози секако се това го прекинуваат, но Библијата сепак останува реална и вистинита. Божиот збор, таа буквално е инспирирана, но не само некои незини делови, туку целото свето писмо. Се разбира, ова се однесува на оригиналните текстови во еврејскиот и во грчкиот јазик. Самиот Бог е незин автор и затоа е подигната до тоа ниво на совршенство. Верувале луѓето во неа или не, таа си останува возвишена, а и таа исто ќе суди на судниот ден. Воопшто не е тешко да се толкува Библијата, погрешно или да се извртат некои незини делови. Затоа најдобро е пред секој читање да се молиш пред Господ, за да може да ти помогне како правилно да ја читаш и како правилно да го толкуваш, се разбира, неговиот збор Божи. Некои критичари велат дека Исус Христос веројатно живеел, но не постоел толку многу легендите за него, така што не знаеле што е тоа вистина и што е тоа невистина. Некои одат до таму што велат дека Евангелијата се пишувани многу години по Христовото распетие, па затоа и не можат да бидат сигурни. Каков одговор можеме да дадеме на ова пишување? Дали Новиот Завет е навистина веродостоен? Тоа е едно од интересните прашања кои што можеби ќе ги имаме наредната емисија. Но сепак видовме, дадовме аргументи, дадовме факти дека Библијата е инспирирана преку Духот Свети и дека таа е од Бога. Ке прочитаме во 2 Тимотеј, 3 глава, 16 стих вели вака: целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука и казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде човекот усовршен и совршен, подготвен за секое добро дело. Почитувани слушатели, тука сакам да ве оставам. Господ нека биде со вас, се разбира, и Бог нека ве благослови. Имајте убава и благословена вечер и се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Ќе зборуваме дали Новиот Завет е веродостоен, иако досега зборувавме за потеклото на Новиот Завет. Но дали навистина Новиот Завет е веродостоен? Дали постојат повеќе посланија или повеќе евангелие? Многу често пати се спомнуваат или се спомнува Томовото евангелие. Дали тоа би требало да биде сместено во канонот на Библијата или други останати книги, кои не се вметнати, се разбира, во Светото Писмо. Затоа ќе зборуваме наредната емисија, во емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер, Господ нека биде со вас и Бог нека ве води во текот на сите денови од оваа наредна, се разбира, седмица. Пријатна вечер.